Им пропаѓа обидот на трговците да ќарат пред новогодишно. Владата нема да го толерира односот на бизнисмените кои сакаат да заработат со манипулации. Ако не паднат цените, ќе има поригорозни мерки. Рокот е до петок. По одлуката на влада, пазарна е веќе на терен. Трае анализата и тие процедури денојме ќе бидат аплицирани. Тоа што тие мислеа дека ќе не надмудрат на овој начин и се играат со трпението на граѓаните, но и на владата, мислам дека не е добро. И мислам дека треба да си го преиспитаат однесувањето. На одредени продукти до 25% се зголемени цените на производите. Институциите утврдија дека во изминатите 10 дена паднале цените на продуктите кои се на листата, но за сметка на тоа се покачиле цените на одредени производи што не ги опфаќа акцијата. Во Министерството за економија се децидни. Ако не паднат цените, ќе има одговорности, ќе се донесе мерка или за замрзнување цени или за ограничување маржи. Пазар направи анализа и како се движат цените на основните прехранбени производи во изминатите 3 месеци. Апелирам до големите трговски ланци да си го преиспитат однесувањето, во спротивно ќе ги искористам сите меанизми кои ги имаме и ќе донесеме одлука со цел да го заштитиме стандардот на граѓаните. Да намалат цената на прехранбените производи пред се за граѓаните, бидејќи се уште сметаме дека се општествено одговорни фирми го ветија тоа пред народот. Посебно во одредени производи како што се маслото, шеќерот, кафето, млечните производи како што е кашкаол, сирење, месните производи, месото, како што е јунешкото, свинското месо, јајцата. Опозицијата пак преку прејсови обвинува дека владата била крива за манипулацијата, иако додека беа на власт, постојано имаше злоупотреби од трговците. Го слушаме вчера, вели срамота било тоа што го правеле трговците. А токму тоа им го дозволи со недели да ги качуваат цените и молчеше додека сите ние алармиравме. Мицкоски лично рече дека со апели и без казни ќе ги убедуваат трговците да го почитуваат договореното. Акцијата новогодишна кошничка стартуваше на 15 декември како договор помеѓу владата, трговците, производителите и дистрибутерите и треба да трае до 15 јануари.